минути за урбаните вести. Добро дојдовте. Годинава има зголемување на цените на јајцата за Великден, но се забележува висока цена кај овошјето и зеленчукот. Цените на градинарските култури ќе ги дознаете подолу во вестите. А сега следува генералната најава. Се уште е мал процентот на вакцинирани деца, затоа има и нови случаи на морбили. Регистрирани 202 заболени од грип. Цените на јајцата за Великден од 130 до 220 денари за една табла. Граѓаните годишно донираат 30 тони облека. Најубавата завршува во продавницата Копче. Се уште е мал процентот на вакцинирани деца и затоа има нови случаи на морбили. Од вкупниот процент невакцинирани деца сега во Скопје и надвор од Скопје се вакцинирани 45%. На клиниката за инфективни болести моментално има 45 пациенти, а едно дете е на интензивна нега и е поставено на механичка вентилација. Медицински тимови од денеска ќе вршат теренска вакцинација во основните и средните училишта. Теренската вакцинација во школите следува по прогласената епидемија на морбили во целата држава. Се уште е мал процентот на вакцинирани деца и затоа има нови случаи на морбили. Од вкупниот процент невакцинирани деца сега во Скопје и надвор од Скопје се вакцинирани 45%. Ова денеска го истакна министерот за здравство Венко Филипче на одбележувањето на Европската недела на имунизација во зоолошката градина во Скопје. Филипче додаде дека во овој момент во државава вкупниот број заболени од морбили изнесува 1060. Се уште има добра динамика на вакцинирање на невакцинираните деца и околу 73% од невакцинираните во Скопје се вакцинирани. Министерот посочи дека во текот на изминатата година вложиле многу средства за модернизирање на календарот за имунизација. Вовеле 2 нови вакцини, пневмококна и за ротавирус. А од 1 јуни новиот календар за имунизација ќе излезе во службен весник, кој според него е најмодерниот во регионов, а тоа е поздравено од Светската здравствена организација. Од Институтот за јавно здравје велат дека по спроведената засилена вакцинација вакцинирани се 20.244 деца на возраст до 14 години. Од нив 12.468 се вакцинирани во Скопје, а во останатите градови се вакцинирани 7.776 деца до 14 годишна возраст. Сепак остануваат уште 22.612 невакцинирани деца на возраст до 14 години. Потребно е особено да се засили вакцинацијата на предучилишните деца во Скопје, каде од 19.494 невакцинирани, вакцинирани се само 5.129 деца. На клиниката за инфективни болести моментално има 45 пациенти, а едно дете е на интензивна нега и е поставено на механичка вентилација. Од институтот посочуваат дека имајќи го предвид се уште големиот број на осетливо население кај децата до 14 годишна возраст, големиот број на градови каде се регистрирани случаи на мали сипаници, како и раздвиженоста на населението, постои голема веројатност за натамошно ширење на епидемијата во наредниот период и во други градови во кои досега немало регистрирано случаи. Од вкупниот број регистрирани, 79 случаи се од Скопје, а останатите 42 се од 8 други градови во Македонија. Во обид да се стимулира населението позитивно да одговори на задолжителната имунизација кај децата. Ригорозните мерки кои се споменуваа на почетокот на годинава се очекува наскоро да стапат на сила. Една од нив е запишувањето во прво деление да се извршува единствено со приложување на книшка за имунизација, како доказ дека детето е вакцинирано. Вакциналните пунктови на Министерството за здравство работат со полн капацитет. При нашата посета на поликлиниката Јане Санденски разговаравме со доктор-специјалист Даниела Марковска, која одговорно тврди дека вакцините се безбедни и ги охрабрува родителите да ја извршат задолжителната обврска за имунизација на своите деца. Ниедна вакцина не е спорна, значи оваа вакцина е нормална вакцина која што е ставена во календарот за имунизација со цел да се заштитат децата и да се превенираат заразните болести, односно морбилите. Во однос на вакцината, значи беа искажани имаше многу негативни
коментари од антивакциналните кампањи. Јас одговорно тврдам дека сето тоа нема никаква подлога, односно дека вакцината е безбедна, вакцината е ефикасна, вакцината штити од заразното заболување. Несакани дејства нема, вакцината е безбедна, вакцините може да предизвикуваат, како и секои други вакцини, значи покачена температура, меѓутоа сето тоа е незначително во однос на огромниот бенефит кој што го има вакцината по здравјето. Доктор Марковска нагласува дека е забележан висок процент на вакцинирани деца во руралните општини, за сметка на урбаните, каде што родителите категорично се досега одбивале да ги вакцинираат децата. Таа ги повикува родителите за квалитетот на вакцините, да се информираат преку разговор со стручни лица, а не преку информациите кои се нудат на интернет да донесуваат погрешни заклучоци и одлуки. Институтот за јавно здравје информира дека изминатата недела, заклучно со 15 април, во државава се регистрирани 202 заболени од грип, што е за 28,6% намалување во споредба со минатата недела, кога беа регистрирани 283 заболени. Изминатата недела, заклучно со 15 април, во државава се регистрирани 202 заболени од грип, што е за 28,6% намалување во споредба со минатата недела, кога беа регистрирани 283 заболени. Се наведува во извештајот што на својата веб страна го објави Институтот за јавно здравје. Во текот на изминатата недела не се регистрирани смртни случаи асоцирани со грип. Бројот на пријавени лица изминатата недела е поголем за 47,4% споредено со истиот период минатата сезона. Оваа недела во вирусолошката лабораторија на институтот пристигнати се 17 материјали за тестирање на грип, од кои 2 позитивни за присуство на вирусот на грип А. Изминатата недела најголем број заболени лица се пријавени во најголемата возрастна група од 15 до 64 години, додека највисока инциденца од 13,8 на 100.000 жители е регистрирана кај децата на возраст до 4 години. Пријавени се заболени лица од 18 извештени единици. Најголем број заболени лица се пријавени од подрачјето на подрачната единица Гостивар, а највисока инциденца од 38,4 на 100.000 е регистрирана на територијата на подрачната единица Неготино. Во сезоната 2018-2019 вкупниот број на заболени од грип изнесува 21.142, а зарегистрирани се 28 смртни случаи асоцирани со грип на возраст од 5 до 86 години. Годинава нема зголемување на цените на јајцата за Великден, но се забележува висока цена кај овошјето и зеленчукот. На една недела пред големиот празник не се забележува големо присуство на купувачи на пазарите. Пазарџиите се жалат на високите цени на големо и на се помалата побарувачка од граѓаните. Православните христијани следната недела го слават Великден. Граѓаните секој според своите можности ќе ја пречекаат радосната вест, веста за Христовото воскресение. Но годинава цената на зеленчукот и овошјето е многу зголемена. Краставицата на пазарите се движи од 50 до 90 денари, во зависност од квалитетот. Доматите од 130 до 160 денари, зелката 45, марулата од 10 до 20 денари, младиот компир 60 денари, јаболка од 30 до 60 денари, банани, портокал и лимон од 50 до 60 денари. Цената на месото во месарниците во моментов е иста, а според месарниците најверојатно така и ќе остане, освен цената на јагнишкото за кое се очекува да биде зголемена за празникот. Јајцето, кое е символ на најголемиот христијански празник, годинава е со цена приближно како и лани. За табла јајца на пазарите ќе треба да издвоите од 130 до 220 денари, во зависност од големината, но цената пред самиот празник може и да се покачи. Според минималната кошница што изработува Сојузот на синдикати на Македонија, на едно 4-члено семејство во март му биле потребни минимум 32.852 денари за да ги задоволи основните потреби, а пред празникот таа ќе изнесува многу повеќе. На една недела пред големиот празник не се забележува големо присуство на купувачи на пазарите. Пазарџиите се жалат на високите цени на големо и на се помалата побарувачка од граѓаните. Пред Великден се е покачено, цените се многу високи, луѓето немаат пари, значи стварно ужас. Купуваат ли граѓаните сега пред Великден позачесто? Многу слабо. Дури нема луѓе воопшто.
Во споредба со минатата година дали се поскапи цените пред Великден? Да, да. Многу повеќе. Многу големи се долу на Кванташки. Овдека работа нема. Со 200 денари промет дома си одам цел ден седам овде, а 4000 тезга плаќам. Секој ден се зголемуваат. Секој ден. Компиров 50 денари на големо е. Кромидот 60 денари на големо е. И кој ќе го купите? Нема, све е скапо. Драстично се покачени цените. И доле се покачени, има извоз и тоа е. Ама потрошувачката е скроз намалена. Што има, ама слабо е. Многу е намалена работа. Како се движат јајцата сега пред Великден? Иста цена е и пред Великден и после Великден. Од колку Потрошувачка, народот нема пари. од колку до колку се движи цената за табла? Па нема, од 120, 150 до 210, таа е најголема цена. И најкрупни. Сега за сега не е уште. Очекувате дека последните денови пред Великден ќе се зголеми цена? Што има наветно дека ќе ги изголемат, али колку како не знам. Од Агенцијата за храна и ветеринарство соопштуваат дека засилени контроли ќе има кај операторите со храна во производството, преработката, дистрибуцијата и продажбата на храна во пресрет на великденските празници, изголемината побарувачка на јајца, бои за јајца, месо и други прехранбени производи. Како што соопштија од агенцијата, ќе се врши контрола на безбедноста на бојата за јајца што се продава во регистрираните објекти за продажба на храна и на зелените пазари. Ќе бидат контролирани производителите, увозниците и трговците со бои за јајца. Секоја недоследност во поглед на безбедноста на храната, вклучително и на производството и трговијата со јајца и боја за јајца, граѓаните може да ја пријават во агенцијата, соопштија од Агенцијата за храна и ветеринарство. Од 50 до 400 динари се движат цените во социјалната продавница Копче, која функционира во рамки на Црвениот крст на Македонија. Продавницата покрај продавање гардероба ја има и улогата на социјално претприемништво. Скопјани на годишно ниво во контейнерите на Црвениот крст на град Скопје донираат над 30 тони стара облека. Дел од неа, иако е носена, може повторно да се користи. Така, жителите на главниот град, облеката на нивните деца која веќе не им е точна, или пак собствената облека која многу ретко ја носат, се почесто се одлучуваат да им ја дадат на социјално ранливите категории граѓани. Донираната облека се селектира во магазините на Црвениот крст и потоа се дистрибуира до крајните корисници, а најубавите парчиња се носат во продавницата Копче, која функционира во рамки на Црвениот крст и каде по многу ниски цени може да се купат убави, сочувани, па дури и брендирани јалишта. Александра Боева од Црвениот крст за Прва Скопска информира дека свеста кај граѓаните за донирање на квалитетна и сочувана облека се повеќе расне, но се појавува и желба за купување пристојна гардероба за ниска цена, нешто што оваа социјална продавница го нуди. Начините на кои што може да се донира облека се најразлични. Еден од начините е донирање во контейнерите за облека. Значи постојат на територијата на Скопје 9 контейнери каде што 24 часа може да се донира облека, која што препорачуваме да биде добро спакувана во кеси, не мора да биде испрана, испеглана, бидејќи тоа го правиме ние, меѓутоа е важно да биде добро сочувана. Се прави груба селекција на она што се донира во контейнерите. Морам да напоменам, бидејќи ова е нешто кое што е голема полемика и голем број на прашања произлегуваат од тоа е дали целосната облека која што се донира доаѓа во продавницата. Не, значи на годишно ниво над 30 тони облека имаме донација. Најголем дел се донира бесплатно, со тоа што дури и да влезе во продавницата облеката, се донира бесплатно на оние категории каде што имаме ваучери, оние категории кои што се сместени во институции, казнено-поправни домови, сместувачки капацитети за згрижување на деца без родители, родителска грижа и слично. Во другиот начин на кој што може да се донира, директно во продавницата, додека работи продавницата, понеделник до петок од 9 до 5 часот и сабота до 2 часот.
И третиот начин на кој што може да се донира е практично имаме кутии за донирање на облека, каде што секоја заинтересирана компанија која што би сакала таква кутија да биде сместена во нивната компанија за да ги поттикнат своите вработени да донираат, има можност да се дистрибуира откако ќе заврши собирната акција. Тоа што е собрано се носи во нашите магазини за селектирање на облека. Голем дел од облеката која е неупотреблива подложи на така наречена пачворд техника, при што повторно се преработува и им се донира на установите во кои што има згрижено лице во социјален ризик. За жал, се позачестени се кражбите на донирана облека од страна на несовесни граѓани. Иако Црвениот крст на град Скопје е запознаен со ваквата практика, сепак не се во можност да ги спречат ваквите кражби на донации. Токму на таков вандалски чин бевме сведоци и ние, при што беше оштетен еден од контейнерите за облека, оној пред Црвениот крст на Македонија, но и покрај несовесните граѓани. Копче останува да биде продавница за добри дела. Риба од рециклирано железо во градски парк. Акција за собирање кабаст отпад во бутел. Завршува кампањата, од полнок започнува предизборниот молк. Бесплатна телефонска линија за пријавување на повреда на избирачкото право. Риба од рециклирано железо ќе биде поставена во градскиот парк во Скопје, во близина на кајакарскиот клуб. Идејата е оваа скулптура да има функција како канта за отпадоци, во која според дизајнот и децата ќе можат да го ставаат отпадот. Во градскиот парк Скопје ќе биде поставена скулптура на Андреј Миневски, која е замислена естетски да представува риба, но да служи и за собирање отпад. Рибата е изработена од рециклирано железо и има функција да биде канта за отпадоци или контейнер со кафезна конструкција во која отпадот од пластика може да се собира од повеќе места. Замислен е и дизајниран да можат и децата да го стават отпадот во овој контейнер. Целта на оваа скулптура е да ги стимулира граѓаните да го остават отпадот на соодветни места и да внимаваат на чувањето на животната средина. Скулптурата ќе се постави до езерцето во градски парк Скопје, кај Кајакарскиот сојуз. Проектот е финансиски поддржан од ФООМ. Од денеска до 24 април на територијата на општина Бутел ќе се спроведува акција за собирање кабаст отпад. Камионите кабастиот отпад ќе го собираат од 7 до 12 часот. Од денеска до 24 април на територијата на општина Бутел ќе се спроведува акција за собирање кабаст отпад. Граѓаните што имаат кабаст отпад ќе имаат можност бесплатно да се ослободат од истиот. Со цел непречено одвивање на акцијата, граѓаните потребно е кабастиот отпад да го изнесат пред своите домови, поточно пред влезните врати на нивните дворови, за да можат службите да го земат и да го одложат во големите контейнери, што се поставени на 3 локации. Камионите кабастиот отпад ќе го собираат на 22, 23 и 24 април од 7 до 12 часот. Големите контейнери за кабаст отпад се поставени на 3 локации. Првиот е лоциран на улицата Груица Војвода, позади киното во Бутел. Вториот на плоштадот на улиците Хоши Мин и Рудо. И третиот на првиот влез во Радишани кај спортската сала Иван Хаджи Николов. Под кабаст отпад се подразбира мебел и делови од мебел, бела техника, електрични апарати за домакинство, шпурети, ладилници, машини за перење алишта и садови, бойлери и слични предмети, електронски апарати како компјутери, телевизори, музички системи и слично, но не и градежен шут. Поставените контейнери се можност остатоците од големото предвеликденско чистење да бидат одложени на соодветен начин, без при тоа да ја загадуваат природата. На полнок започнува предизборниот молк и со тоа завршува 20-дневната кампања пред неделните председателски избори и предвремените локални во општините Охрид, Дебар и Ново село. Вториот круг од изборите е закажан 2 недели подоцна на 5 мај. Ова се 6-ти председателски избори во земјава од незиното самостојување во 1991 година.
Наполно ги започнува предизборниот молк и со тоа завршува 20-дневната кампања пред неделните председателски избори и предвремените локални во општините Охрид, Дебар и Ново село. Двајца од тројцата кандидати за председател ја завршуваат изборната кампања со средби со граѓани и митинзи, додека кандидатот поддржан од Алијансата за албанците и Беса, Блерим река, вчера со митинг во Тетово ја заокружи изборната кампања. Кандидатот за председател од СДСМ Стиво Пендаровски кампањата ја завршува денеска во западниот дел од државата, односно ќе одржи митинзи во Струга и Охрид, а во текот на денот ќе има средби со граѓани во Дибарца, Вивчани и Лабуништа. Додека кандидатката од ВМРО од ДПМН Гордана Силјановска-Давкова ќе биде во источниот дел од државата, поточно ќе има вечерен митинг во Штип, а претходно ќе одржи митинг и во Пробиштип. Утре, ден пред изборите, своето право на глас може да го остварат 1640 лица во казнено-поправните домови и лица кои се во притвор, 7 внатрешно раселени лица, како и 3583 немокни и болни, кои го побарале тоа од општинските изборни комисии. Внатрешно раселените лица гласаат во прифатилишта, каде што се сместени, болните и немокните лица во нивните домови, а избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување куќен притвор, гласаат во местото каде ја издржуваат мерката. Гласањето и утре и задутре на денот на изборите почнува во 7 и ќе трае до 19 часот. Председателските избори ќе се спроведуваат на 3480 избирачки места во 80 општини и градот Скопје и на 32 во странство. Право на глас имаат 1.808.131 граѓанин. Во изводите од избирачкиот список се запишани 1.726.795 гласачи. 77.579 избирачи се на привремена работа или престој во странство. 1640 се на издржување казна затвор или се во притвор, а 7 гласачи се запишани како внатрешно раселени лица. Вториот круг од изборите е закажан 2 недели подоцна, на 5 мај. Ова се 6-ти председателски избори во земјава од незиното осамостојување во 1991 година. Во канцеларијата на Народниот правобранител в недела ќе функционира бесплатната телефонска линија 0800 54 32 1, на која граѓаните ќе може да пријават каква било повреда на избирачкото право. Народниот правобранител потенцира дека избирачкото право е уставно загарантирано како еднакво општо и непосредно и се остварува на слободни избори со тајно гласање. И никој не смее да биде повикан на одговорност заради остварување на ова право. Во канцеларијата на Народниот правобранител в недела на денот на одржувањето на првиот круг од председателските избори и предвремените избори за градоначалник за општините Охрид, Дебар и Ново село, во период од 7 до 19 часот ќе функционира бесплатна телефонска линија 0800 5432 1, на која граѓаните ќе може да пријават каква било повреда на избирачкото право. Како што соопштуваат од канцеларијата на Народниот правобранител, отворени за граѓаните ќе бидат сите 7 канцеларии на Народниот правобранител во Скопје, Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и Штип, со цел да им се помогне во остварувањето и заштита на нивните избирачки права. Народниот правобранител правата на граѓаните ќе ги штити од преземање итни мерки за ефективно постапување од страна на надлежните органи во изборниот процес и другите институции кои се должни да им обезбедат заштита на нивните загарантирани права. И во оваа пригода Народниот правобранител потенцира дека избирачкото право е уставно загарантирано како еднакво општо и непосредно и се остварува на слободни избори со тајно гласање и дека никој не смее да биде повикан на одговорност заради остварување на ова право, поради што неслучајно повредата на слобода на определување на избирачите како и други повреди на избирачкото право се казневи дела, стои во соопштението. За време на викендот и в понеделник ќе преовладува стабилно и потопло време со умерена облачност. Нови локални врнежи од дожд ќе има од понеделник кон крајот на денот. Утре температурата ќе го достигне 18 степен. В недела ќе се движи од 5 до 20, в понеделник од 7 до 21, а во вторник од 6 до 20 степени. И уште една информација пред да се одјавиме. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека согласно законот за
на празниците. 26 април, Велики петок. Петок пред Великден е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед. Ова беше и последната информација за ова издание на Урбаните вести. Довидување.